Политичкиот извештај на Унијата ги оцени карактеристиките на Македонија низ призмата на својот интерес и одлучи земјата да добие 7-ма поред препорака за старт на преговорите, но најдобрата оценка за темите опфатени во извештајот може да даде народот, порача премиерот Никола Груевски, откако попладнево го доби извештајот за напредокот на земјата од амбасадорот Орав. Груевски оценува дека во него има и позитивни и негативни забелешки, а тие ќе бидат патока за идните активности на владата. На темите опфатени во извештајот, најдобра оценка може да даде народот, затоа што токму народот во нашата земја ги знае секојдневните предизвици со кои се соочува, ги знае сите актери и околности. И оценката, односно извештајот на народот, ќе дојде на наредните избори. И тука се ќе биде јасно. И секому ќе биде јасно дека народот е тој што во оваа држава одлучува. Извештајот содржи позитивни забелешки и вреднувања. Бележи и области каде има недоволен напредок, односно има и критики, но фактот што постои препорака, значи дека позитивните моменти превагнале во оценката на Европската комисија во поглед на исполнување на критериумите. Се надеваме дека по исполнувањето на критериумите после изборите во 2016 година нема да сме подложени на нови пречки и услови за недобивање на датум за преговори. Статус кво ситуацијата во контекст на евроатлантските интегративни процеси е лоша за државата и одбегнување или пренасочување на одговорноста од било кого, сите ќе ја гледаат како соучесништво во неуспехот. Амбасадорот Орав посочи дека последниот не може да се споредува со извештаите од минатите години, бидејќи е работен на сосема нов начин. Тој порача дека од резултатите ќе зависат и постапките во иднина. Европската комисија по дефиниција е пријател на сите земји кандидатки и се обидуваме да ви помогнеме колку што е можно повеќе. Ве молам, прифатете оваа критика колку што е можно попозитивно, спроведете ги препораките и ќе видите како чудото се случува во оваа земја. Груевски оцени дека е од исклучителна важност грчко-македонските односи да се развиваат низ призмата на заемно почитување, соработка и доверба. Времето покажа, вели премиерот, дека одлагањето на решавањето на ова прашање не е од корист за никого.